Бармен е една динамична и интересна професија. Но дали е професија што секој може да ја работи или некои луѓе имаат предиспозиции за неа? Бидејќи е работа со луѓе, нормално е да очекуваме дека барменот треба да биде комуникативна личност. Токму таква личност е Методи Перунковски од Гевгелија, кој повеќе од 20 години е професионален бармен. Има учествувано на голем број надпревари и освоено многу вредни награди. Професионално бармен се бавам, значи веќе повеќе од 20 години. И во врвот на мојата кариера можам да извојам дека 2 пати сум бил представник на Република Македонија на светско првенство за коктели и таму сум освоил 2 пати 3-то место. Едниот беше 2015 во категорија на After Dinner, другиот беше во 2011, значи во категорија на Sparkling коктели. Тие ми се врвот на кариерата и секој еден бармен посакува значи да биде там. 20 години активно се занимавам како бармен и миксолог, значи имајќи го во предвид и приватно и професионално работење, значи низ цела Македонија. Барменот Перунковски вери дека секој алкохол, како и секој коктел, имаат и своја историја. Секој коктел сам за себе си има своја историјата, ако земеме да почнеме од тоа. Можам да кажам дека и пред се алкохолните пијалоци потекнуваат со историја. Значи секој одреден алкохол настанал со во некаква, како да кажам, Например, Куба Либре. Значи Куба Либре, да, Куба Либре потекнува значи од Куба, од Хавана. Значи настанал при славење на кубанците кога се ослободиле од американското влијание. Значи Куба Либре е да живее Куба. Тука е делот кога настанал. Да споменам, значи настанува најголем, за мене најголема историја која што има е Негронито, кој што се состои од кампари, мартини росо и џин. И Негронито значи се настанува некаде во раните години на 1910 година, 1912, тука некаде кога настанува прохибицијата настапува во Америка и почнува да американците да шетаат низ Европа за да конзумираат алкохол. Пред се кампарито, значи во Америка се издавало на рецепт за медицински цели, значи американците така можеле да го пијат. Доаѓаат значи во Италија, они значи кампари Мартини Росо ставаат сода, го нарекуваат американо. Италијанците револтирани зашто? Нивни 2 автохтони пијалоци кои што се и кампари и мартини потекнуваат од кај нив, а американците да го крстат по нешто нивно. И така еден гроф седнал во барот, во што да ставиме, Мартини Росо кампари, ајде, ќе додадеме џин, го пробаа доста добра комбинација, ќе го крстиме Негрони. По нешто нивно автентично италијанско. Така настанува, например, Негронито. И секој еден алкохолен пилак, кога ќе земеме да го изучуваме, прво ја изучуваме историјата на него, на станокот, начинот на дестилирање, начинот на подготовка, сите тие работи после тоа. Имаме историја, исто така на коктели. Ето сега имаме во модерно време, значи имаме историја на модерните коктели кои што најмногу се истакнува Брамбл, Дик Брейзи, кој што го осмислил, значи тоа е во модерна класика, имаме во стара класика, модерна класика и така натаму се делат, инаку се делат и во другите сфери, во преку гастрономскиот дел во After Dinner, Before Dinner, Long Drink, Sparkling, Fancy, категории на коктели. Така да Дик Брейзи, например, тој го патентирал, го осмислил Брамбл, кој што денеска може да го наречеме еден од најпознатите интернационални коктели. Доколку вложиш труд и професионално ја работиш оваа професија, е исплатливо и се заработува, вели барменот Перунковски. Тој вели дека не застанува тука, туку дека ќе продолжи да се занимава со оваа професија, кој, како што вели тој, си ја работи со голема љубов.